Министерството за внатрешни работи спроведува голема акција за проверка на сомнителни тендери за сервисирање на полициски возила. Според информациите, под лупа се неколку високи полициски началници кои можеби биле инволвирани во незаконски активности поврзани со овие договори. Истражителите се сомневаат дека во изминатиот период биле доделувани тендери на фирми поврзани со одредени лица во полицијата, а износите достигнувале милионски суми. Се испитува дали имало злоупотреби и фаворизирање на одредени компании на штета на буџетот. Во истрагата се вклучени повеќе институции, а се очекува наскоро да има конкретни резултати. Од Министерството за внатрешни работи не откриваат детали, но најавуваат дека ќе постапат согласно законот доколку се утврдат неправилности. Овој случај предизвикува сериозни реакции во јавноста, особено поради можноста за злоупотреба на државни средства. Граѓаните бараат целосна транспарентност, а одговорните лица да се соочат со соодветни санкции доколку се докаже нивна вина. Новата платформа e-фактура овозможува сеопфатен надзор врз прометот на добра и услуги во Македонија. Софтверот е развиен за зголемување на транспарентноста и контрола на финансиските текови, со што ќе се намали можноста за даночни затајувања. Со системот, сите фактури ќе бидат дигитализирани и автоматски евидентирани, овозможувајќи им на институциите во реално време да го следат прометот на компаниите. Ова значи дека секоја продажба ќе биде веднаш регистрирана, а можноста за нерегистрирани трансакции значително ќе се намали. Надлежните истакнуваат дека воведувањето на e-фактура ќе ја подобри фискалната дисциплина и ќе го олесни работењето на компаниите, намалувајќи ја потребата од физички документи и административни процедури. Очекувањата се дека новиот систем ќе придонесе кон повисока наплата на даноците и подобра контрола врз сивата економија. Додека дел од бизнисите ја поздравуваат дигитализацијата, други изразуваат загриженост за можните технички проблеми и потребата од дополнителна обука. Институциите уверуваат дека ќе има доволно време за адаптација и дека системот ќе функционира непречено. Работниците на градското сообраќајно претпријатие во Белград, заедно со студентите, одржаа протест пред Собранието на Србија. Тие побараа подобри услови за работа, зголемување на платите и решавање на проблемите со јавниот превоз. Протестот доаѓа по повеќемесечни незадоволства од вработените во сообраќајното претпријатие, кои тврдат дека имаат лоши услови за работа и недоволна поддршка од властите. Студентите им се придружија во знак на солидарност, посочувајќи дека квалитетниот јавен превоз е од клучно значење за сите граѓани. Организаторите нагласија дека протестот е мирен, но најавија дека ќе продолжат со своите активности доколку барањата не бидат исполнети. Тие побараа итни реформи во секторот на јавниот транспорт, како и подобрување на работничките права. Властите се уште не дадоа официјален одговор на барањата, но протестот привлече големо внимание во јавноста. Граѓаните изразија поддршка за работниците и студентите, барајќи транспарентност и конкретни решенија од надлежните институции. Египет категорично го отфрли предлогот за раселување на палестинците од појасот Газа на своја територија. Властите во Каиро соопштија дека таквиот план би ја загрозил безбедноста на регионот и би представувал кршење на меѓународното право. Официјален Египет истакна дека решението за палестинското прашање треба да биде политичко, а не преку присилно раселување на цивилите. Според нив, отворањето на границата за масовно преселување би можело да предизвика долгорочни безбедносни и демографски последици. Оваа одлука доаѓа во време на интензивни дипломатски напори за наоѓање излез од кризата во Газа. Египет останува клучен посредник во разговорите меѓу израелските и палестинските представници, но инсистира на хуманитарна помош наместо релокација на населението. Меѓународната заедница внимателно го следи развојот на ситуацијата, а многу земји ја поддржуваат египетската позиција. Истовремено, продолжуваат апелите за прекин на насилствата и долготрајно решение за конфликтот. Американската поштенска служба престана да прима пакети од Кина и Хонг Конг, што предизвика реакции кај трговците и граѓаните. Одлуката стапи на сила ненадејно, а причините се уште не се целосно разјаснети. Според првичните информации, оваа мерка е поврзана со безбедносни и логистички предизвици, но се шпекулира дека има и економска позадиина. Промената најмногу ќе ги погоди онлайн купувачите и компаниите кои увезуваат производи од азискиот пазар. Представници на Американската поштенска служба најавија дека ќе работат на решенија за продолжување на поштата со овие региони, но засега нема конкретен датум за укинување на забраната. Ситуацијата дополнително ја усложнува тековната трговска политика меѓу САД и Кина. Оваа одлука може да има долгорочни последици врз меѓународната трговија, а потрошувачите се загрижени дека ќе се соочат со поскапи и побавни алтернативи за испорака на своите нарачки.